В петок официјално започнува 23-тото издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Традиционално овогодишната програма ќе започне со изборот на жетварската убавица. Според координаторот на манифестацијата, оваа година сите содржини ќе бидат многу попрофесионални и поспецифични од изминатите 22. Конкретно за првиот настан за изборот на жетварска убавица, досега се имаат пријавено 14 девојки. Оваа година се пријавија 14 девојчиња, се пријавија повеќе, меѓутоа селектиравме и ќе имаме избор од 14 девојки кои што ќе дефилираат на сцената и ќе видиме секако која ќе биде жетварска убавица. Инаку настанот ќе биде проследен со музичките гости од Турција, Макам Истанбул, етногрупата Макам Истанбул, кои што ќе настапат заедно со Народниот оркестар од Средното музичко училиште Сергеј Михайлов. Значи, во позадина ќе ги имаме изворниот оркестар на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Значи, тоа е уметничкиот дел. Манифестацијата или настанот, културната содржина избор на жетварска убавица е своевиден уметнички перформанс кој што од година во година го надоградуваме и оваа година имаме доста новитети кои што ги внесуваме во овој дел од содржините. Значи, посебна сценографија која што ќе имате можност да ја видите, посебен стајлинг за убавиците, посебно сценарио, така што се надевам дека оваа културна содржина која е своевидно отварање на манифестацијата ќе биде проследено и заслужува да биде проследено од кочанската публика. Инаку манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз ќе трае до 5 октомври, а дотогаш богатиот репертоар најавува концерти, изложби, театарски представи, поетско-ликовнов перформанси зачинети со вкусни специјалитети од ориз. Сите тие и оваа година ќе се потрудат да ја представат традицијата и културното богатство од Кочанското поднебје.